civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. На мене Груевски ништо лично не ми изгреши. Им сгреши на граѓаните на Македонија. На некој начин, од време на реформите до ден денес, ние не ја избираме посебно публиката или не се ограничуваме во смисла дека нема добре дојден граѓанин кој може да помогне во битката за полна демократизација на земјата. Точно е тоа дека тие процеси се тешки и траат. Ние прогласивме реализација на тогашните заложби со тоа пензионирање на Груевски. За жал денеска констатираме дека он не е пензиониран, него е наредбодавецот од дистанца. Но сепак и самата појава на нов лидер на политичката сцена, како што беше пример случајот со господинот Мицкоски, па отвори друга димензија. Тоа е она димензија како големите лидери не сакаат после нив да ги наследат силни личности кои ќе водат своја политика. Господинот Груевски е вундер во кадровската политика и тоа секогаш го признаваме сите. Само он можеше да избери свој наследник кој ќе остане вечно под неговата сукња, под неговата капа. И точно господинот Мицкоски беше избор пред се на господинот Мијалков, не толку на господинот Груевски, но тоа е сеено заедничко. Јас викам, ВМРО ДПМН одамна веќе е една политичка партија која се претвори во приватна компанија на тројца собственици. Тоа е господинот Мијалков, господинот Груевски и господарот на мозокот, разумот и свеста на господинот Груевски, тоа е господинот Протуѓер. Они се тројката која управува со таа партија, на која јас искрено не сакам да бегам одговорност, да не се разбереме погрешно и сакам да знаат сите граѓани отворено. Јас сум човекот кој застана строго на линијата на Никола Груевски во битката со Љупчо Ѓурѓиевски, поддржувајќи го новото во ВМРО ДПМН во 2006 година. И верувајќи во преродбата на Македонија, кога овие тројца ме убедија дека ние стварно работиме за преродба на Македонија и дека ние стварно работиме за да направиме вистински нормална држава. И јас не смеам да бегам од тоа. Напротив, мислам дека тоа беше таа единствена опција која ќе понудеше прогрес визави таа зачмаеност на Македонија во 2004, 5, 6 година. Што се случи после 2009 и 10 година е долга приказна и треба ова интервју да трае денови. Бидејќи ја знам дека господинот Мицкоски сме потрошиле сати и сати во убедување да излеземе од подсукњата на груевизмот. Небитно е колку комуникација има со господинот Груевски. Господинот Мицкоски може да се слуша со Груевски секојдневно, мене не ми смета воопшто тоа. Може би ќе каже нешто паметно Груевски. Но зборуваме за да излеземе со политиките од подсукњата на Груевски и груевизмот. И после потрошени сати убедување ние констатиравме, односно избор беше на господинот Мицкоски личен избор, да остане по таа сенка. И ја тоа не го спорам, тоа е негов личен избор. Но при тоа јас не можам да го следам, да бидам по таа сукња. И тука просто ни се пријателски раздвоија патиштата.